Правосудството страда од политика. За да се седне на столче од каде што тргнува правдата, треба многу. Високиот студиски просек и личните квалитети се малку, ако нема и партиска препорака. Овој Димитар Трајанов, што ни таму у комисија за ИТС, го ставивме декан ваму на новиот факултет Финки што го направи. Тој на спотот што беше, не знам дали го знаеш, наш човек од дома. Ета, неколку пати ме замолува, жена му конкурира сега таму за судија. Не знам како идат тие работи. Он мене ме замолува за судија во тој управен суд, сега ми пушта кога ќе се одлучува во среда нешто. По вакви ургенции нормално е човек, односно судијата, и да покаже благодарност. Цел живот ќе ви бидам должен. Оваа благодарност има превод и таа подоцна значи донесување судски одлуки по нарачка, односно неправда за некого. Дали одлуките на судиите се секогаш праведни? Не. По моја не бих. Имаме искуство. Бевме се тужили со комшиите, со мајката се тужиме и сведоци синовите. Дали е тоа исправно? Но освен со благодарност, до неправда се стигнува и со притисок врз судиите. Има, сигурно. Има како има. Како нема, не гледате. Па има, и тоа очигледно што и гледа дека има. Притисоци врз судиите од политичарите имало од секогаш. Власта, и тоа не само кај нас, во извесен дел, секогаш подразбира и контрола врз судството. Впрочем, на кој му треба власт ако не влијае врз правосудството? Од тука и обвинителите и судиите многу често се растргнати помеѓу притисоците, законот и професионалната етика. Кај нас прашањето е во колкав процент се случуваат вакви притисоци и до каде се оди со нив. Дали има или нема, никогаш не било прашање.